карактерираше да се надоврзам, а нели она што испушти да го каже говорникот на кој му реплицирам, дека и ово однесување од потпредседателот на Собранието исто така кривично дело, бидејќи злоупотребува својата функција со ова се што го прави сега и се изиграва дека е председател на Собранието. Може би некој, да ги подсетам колегите, не бегал од одредени настани, но може би некој друг или истиот тој бегал може би од часеви или од факултет, но што е тука е, нели, за све треба секој да си сноси одговорност, бидејќи, да, може би не студирал во право, професорке, благодарам на сугестијата, бидејќи, нели, тоа се тие европски вредности за кои нашите колеги од ВД власта сакаат да разговараат и да ни кажуваат колку се тие за ЕУ, а нели ние како опозиција сме против. Но ниту еден од нив не се одважи да излезе и да одговори на се ова што се беше кажано, не излезе да каже зошто ќе поддржат разрешување, зашто им замериле на луѓето кои што денеска, односно деновија, треба да бидат разрешени, или да кажат зошто ќе ги поддржат оние кои што ќе бидат предложени. И нели се вртиме во еден магичен круг, но за среќа на пред се на граѓаните на држава, тој круг ќе трае уште некој краток период, бидејќи порано или подоцна на се она што се дешава му доаѓа крајот. Како што е кажано, во многу книги со поезија, во многу филмови, во многу испеани песни, обично крајот лошо мириса. И како што кажав, и кога претходно ви се обратив, дел од вас ќе останете на погрешната страна на историјата, дел од вас ќе бидете заборавени, бидејќи не придонесовте со ништо во овие години на убедливо најлошото владење, а еден добар дел од вас за сите криминали, корупции, предавства што ги правите, ќе завршите во затвор. Благодарам.